Непрегледни површини претворени во пепел. Нема ни спомен од најубавата шума на падините на Галичица. Гледката е ужасна. Огнената стихија која што ја зафати Галичица остави пустош зад себе. Во пожарот кој што дивееше половина месец изгоре цела Стара Галичица. Пламените јазици најпрви ја зафатија албанската страна на планината на надморска височина од 2100 метри, но многу брзо се проширил на македонската страна. Со планинарите кои ни придружуваа се упативме на Галичица. Се искачивме на 50 метри до албанската граница, каде што започна се. Огнот сурово пустошел, неповратно уништувајќи значаен екосистем. Според првичните информации на Националниот парк Галичица, во пожарот кој што беснееше 2 недели, изгореле безмалку 2000 хектари шума. Инаку се работи за строго заштитено подрачје. И после 2 недели од пожарот, овде се уште се чувствува непријатна миризба. Штетите допрва ќе се проценуваат. Тргнавме од подножието на планината со теренско возило по 8 километри планински пат, кој со механизација бил направен се со цел да се спречи ширењето на пожарот. Попатно на секој чекор се уште имаше пластични боци со вода. 4 дена пожарот го одржувавме под контрола, но како одминуваат деновите, беше се потешко, кога пожарот ја зафати нискостеблестата вегетација, вивна и шумскиот појас, раскажува планинарот Ромео Ристевски. Дењевели пожарот го стававме под контрола, но во текот на ноќта, потпомогнат од ветрот, повторно се расплантуваше. Бевме очајни и не могни да се справиме. Од тие 8 дена немаше поддршка од воздух, се гаснеше од копно во сурово тешки услови. Пожарот најтешко се гаснел во местноста Злидол, каде што, како што вели Ристевски, исклучително тешко било да се действува поради непристапниот терен и за луѓе, а камоли за механизација и друг вид помошни средства. Во моментот сме најуе во најризичниот и најкритичното место што фалеше да изгориме цела планина, тоа е ова место. Верували ли не изгори. За 14 секунди ова село што видите, село изгори наеднош, со пламени јазици од 20 до 30 метри големи. Ние како волонтери, сепак немаме толку голема обука и таква опрема за против оган. Се топеше нашата опрема. Не можеш да му дојде до 30 метри, нека идаш до него, не можеш да се доближиш, пошто беа огромни топлини. Ние што сме приврзаници на планината и на природата, гледаш дека све поќе и поќе пожарот земат замав и забораваш на секакви здравствени проблеми и гледаш колку што си во можност и да помогнеш да се спаси. Затоа што стварно беше на безпоштедна борба за спас на нашата Галичица. На моменти огнот излегуваше од контрола, пламенот пред очија проголта планината, а вие со начовечки напори се обидувате да ја спасите, притоа борејќи се со наезда настршлени. Ова беше битка не само за планината, туку и за спас на човечки животи, велат. Иако сме волонтери со никакви презнаења, но воочливи беа низа слабости во справување со стихијата. Прво слабости во очив опрема. Колку и да беа добри пожарникарите, немаја прва опрема за комуникација. Се немаше радиостаници. Се немаше соодветни возила што како помали што може во вакви места да влезе за да интервенират. Тие имаат возила, нивните камиони не може да влезат во вакви патишта. Второ, некоординираност помеѓу службиве. Дали навреме се реагираше и дали можеше да се спаси Галичица, по одговор тргнавме и во Националниот парк Галичица. Оттаму вела дека брзо реагирале и дека пожарот на планинскиот масив подземно се проширувал. Прашањето е колку и како треба генерално како да постапуваме со пожарите. Ви кажав, имајќи предвид дека имаме промена на количината на сува биомаса и така натака, се покачуваат температурите во лето, имат промена на климата. Сето тоа влијае врз честотата и интензитетот на пожарите на Галичица. Инаку по оној од 2007 и 2021, ова е трет голем пожар која зафати истата површина на Галичица.